Здраво, откако кликнавте subscribe, да почнеме со видеолекцијата. За оваа видеолекција ќе се обетам да ви објаснам како се прави проектна задача. Бидејќи сте матуранти, видеава се наменети за четвртите ученици, задолжителен од државната матура, испити што ќе ги полагате како задолжителни, изборни, интерни предмети, морате да направите и проектна задача. Од искуство знам дека е голема дилема, дека има многу збунки, дека не ви се баш јасни работите и знаат да ве оптоварат, дури и премногу. Така да еве во ова кратко видео ќе се обидам во главни црти да ви го доловам моментот проектна задача и се надевам дека ќе сватите дека станува збор за нешто што е задоволство да се прави, а не обврска. Конечно, ова е да речеме црешата на шлагот, се тоа што сте го работеле во средното училиште. И еве што се ќе опатиме, ќе кажеме значи што значи проектна задача, ќе ги споменеме, односно ќе ги наведеме принципите и целите на проектните задачи, зашто воопшто вие правите проектна задача, дали која е целта на целата таа приказна, ќе покажам, односно ќе ги наведеме видовите проектни задачи кои што се на располагање, кои што треба да берете еден, да речеме тип, кој што треба да го изработите, а ќе се задржам на емпириско истражување, односно еден од типовите на проектни задачи кои што се со емпириско истражување, нешто ќе спомнеме за експерименталното. Зошто емпириско сметам дека се најблиску до нас во природните науки, особено во биологија, и мислам дека лесно ќе се снајдат во овие услови, чудни услови, пандемија и слично. Едноставно ќе можете некако да стигнете до податоци и да склопите една проектна задача. Ќе ги објаснам деловите на проектната задача, страна по страна. Ќе ви објаснам како се цитираат трудови, односно како се цитираат автори и како тоа да се бележи во проектната задача, уснота и на крај ќе се задржам на тоа како да изберете тема, јас тоа го велам наслов, бидејќи на вас го кажам сега, мора да дадете наслови до 30 минути на вашите проектни задачи да наведете ментор. Значи да се задржаме на тоа како да изберете наслов во наводници за тема на истражување и прашање на предмет на истражување. Ова се принципите на проектната задача. Значи, кога ќе се прави, затоа ја реков, проектната задача вечки сватете ја како задоволство, сватете ја како нешто ваш труд кој што ќе ви остане во сеќавање, се надевам долго време може би за целиот живот, но и како искуство, бидејќи ќе ви треба понатаму овој формат на работа и за на факултет. Да се станете во ситуација да не знаете да се труд, се навете во академски води. Еве, што се треба да содржи како принципи проектната задача. Оригиналност. Морате да внимавате на оригиналност, да биде ваша идеја, да биде ваше размислување, да биде ваш поглед на некој проблем, на нешто што се случува во околината и ваши размислувања, ставови во однос на тоа. Треба да има доза на научност. Значи, кога ќе се работи проектната задача, да се повикувате на научни податоци, да се повикувате на стручни податоци, автентичност, да нема плагијат, да нема препишување. Конечно, не е целта да препишете, односно да дадете веќе готова проектна задача која што била во некој училиште некогаш порано. Нема задоволство во целата приказна. А и наставниците не се тука за да ве, комисијата и менторот не се тука за да ве наопратираат. Напротив, треба да го направите тоа со љубов, да кажем. Позитивни вредности. Во вашата проектна задача да се вреднуваат позитивните вредности, општествени вредности, почит, рамноправност, прифаќање на сите нас како различни единки во општеството. Да не се промовира или декларира нешто што е спротивно на овие вредности. Менторот ќе ви овие проектната задача ќе ви понешти.
Мултимедијалност, да искористите што е можно повеќе начини, односно покажувачи на проблемот што го разработувате. Да да искористите се што е можно од медии, за да пренесете го пренесете своето истражување, но и своите заклучоци. Креативност е многу важна, некако побуриме со креативност, моментот на давање идеја како некој проблем да се реши. Понекогаш идеите се многу, не понекогаш, ќе кажам, секогаш идеите се највредната работа во науката. Се потоа се спроведува, ама идејата е драгоцена и бесценна. Етичност, нема лажење, нема крадење, нема мамење, едноставно работите за вас. Позитивно влијание на врз околината. Проблемот што ќе го истражувате, што ќе дадете можни решенија, согласно сите случувања околу нас, треба да бидат во насока да нешто смените во околината, односно да направите некаков бенефит за вашата околина, за вашата животна средина, за вашето општество, за вашите блиски. Тоа се накратко принципите. Цели, како еве сега да поставите цели за да ја спроведете проектната задача. Треба прво да идентификувате проблем. Значи, што е поентата? Ако знаете да направите проектна задача, вие сте способни да прво пронајдете проблем кој што го тангира, или ја тангира околината или општеството, и вие размислувате за тој проблем и барате решение. Користите технологија. Знаете да се снајдете во овој извор на информации електронски, да дојдете до вистинската информација, да користите технологија. Телефонот не е само за Инстаграм и за TikTok. Телефонот може да биде навистина моќна алатка во раце кои што знаат како да дојдат до вистинска информација. Аргументираш, заклучуваш. Значи, не можете проектната задача да ја склопите ако не знаете да аргументирате, односно да дојдете до заклучоци. Треба да бидете способни да испланирате, да изведете експеримент, обид, истражување, анкета, поставување на анкетни прашања, да организирате анкета, да организирате прашалник и така натаму. Треба да имате документ, да знаете да водите документација, евиденција на сето тоа што го правите, да не се изгубите во процесот. Треба да истражувате, треба да знаете да поставите методи и техники за сето тоа да го средите и на крај да го испрезентирате, односно да го доловите моментот во кратки црти. Некои цели кои што ќе бидат постигнати доколку навистина се потрудите да направите собствена проектна задача. Неколку видови проектни задачи, 4 сум ги представил. Зависно во кое училиште учите. Ако е стручно, не е лошо да размислувате за продукт, творба, изведба, настан. Ако сте нешто со јазиците, историја, тогаш есејското изразување на проектна задача е сосема во ред. Ако сте во делот на биологија, наука, физика, хемија, дали сите оние интердисциплинарни делови кои што се допираат со биологија, хемија и физика, тогаш емпириското истражување е сосема во ред. За него ќе зборувам највеќе, нека кажам нешто за експерименталното истражување. Станува збор за многу мали разлики помеѓу емпириско и експериментално. Ќе веќе одбележам разликите, па вие решите што ќе користите. Што е идентично за сите овие проектни задачи? Сите имаат писмен дел и сите имаат презентација. Практичен дел може да имаат, но може и да не имаат. Се зависи дали е тоа предвидено во проектната задача. Изработка на продукт творба секако мора да има практичен дел, каде што ќе се покаже нешто како се прави. Нешто што е ваше, што сте дошле до информација и сакате да го покажете на комисија. За писмениот дел. Ова се главни нормативи како треба да го искуцате. А4 формат големина, фонд 12, проред 1,5, да се користи фусноти, да се наведе користена литература, македонски литературен јазик мора да биде со соодветната терминологија и стил.
Значи да се внимава на терминологијата и на стилот, да не се употребуваат странски зборови и да биде стилот возвишен. Тоа така го викаат македонистите, возвишен стил, значи да не биде прост разговор, туку да биде така на едно повисоко научно ниво. Презентирањето задолжени сте како се ќе заврши негде во април месец да дојдете во училиште, или се ќе може да биде онлайн, ќе видиме како се реши тоа со ситуацијата, но генерално кога беше се нормално се доаѓаше во училиште на одреден ден и се брани вашата проектна задача, односно вие ја браните, така се вика во наводници, ја браните проектната задача пред комисија, пред публика. Фактички треба во рок од 20 минути ова да се случи. Да застанете пред комисија, да дадете краток осврт на вашата проектна, да кажете што сте работили, како сте работили, но и што сте заклучили. И сето тоа да не биде подолго од 15 минути. Ќе видите, времето иде многу брзо, ќе мислите дека е многу, па што да кажам, па што го направам. Напротив, никој не ви ограничува, односно не ви тера да зборувате 15 минути. Ако сте концизни, направете го тоа и за 10 минути. И потоа комисијата ќе ви постави прашање во врска со вашата проекта. И ако не се во ред, ќе ви се заблагодариме за времето и се седне. За се тоа ќе добиете оценки. Ајде сега да видиме за проектната задача извиште од емпириско истражување. Сметам дека ова најприкладно за нас и од сите е како изгледа една поставеност. Што се проучува, односно што се истражува. Некоја прашање, некоја дилема, некој проблем, нешто од нашата околина, од нашата животна средина, од нашето општество. Како да се подготви? Прво треба да се дефинира кој е проблемот што го истражуваме, да добиеме резултати и да донесеме заклучоци на основа на тие резултати. Повторно, не сме проектната задача да биде поголема од 12 страни, зборувам за главниот дел, тука спаѓа оведот и сите останати докористна литература, максимум 12 страни, може да имате прилози, некои тестови, анкети и слично, тоа ќе го ставите на крај како прилог. Тие страници не се бројат во 12 страни. Извештајот, односно проектната задача, треба да биде концепирана на следниот начин. Една страна за вод, 9 страни во кои што ќе бидат опфатени методите и техниките на работа, резултатите, коментарите, односно вашите размислувања и дискусија, и една страна за заклучок, една страна за користена литература. Се на се 12 страни. Ајде сега да ги видиме страните, како изгледаат. Ова е наследната страна. Сум ви маркирал и сум ви кажал што се треба да има. Значи, гледайте наследната страна, ова со црно обработените, тоа нека биде страната. Овде со црвено ви се покажува што се треба да има. Име на училиштето мора да стои и тоа да биде поставено централно поле. Па логото на училиштето и тоа централно. Па потоа доаѓа наслов на проектната. Немојте да пишувате проектна задача по предметот биологија, па 2 точки, па наслов. Значи ставете го само насловот. Нема потреба од толку товарување. Сите знаеме дека е проектна задача, сите знаеме дека е некој предмет. Но што ако тој предмет, односно проектната задача, допere други предмети, интердисциплинарно, може. Значи, само ставете го насловот, тоа е мој совет и мене е сосема моја. Убаво изгледа. Насловот на проектната задача исто така централно. Сега, се ова што го кажувам се прави со фон 12. Таймсмит. Проверка. 1.5. Маргини нормални, регуларен стил. Значи, преглед. Сега, насловот може да се употреби поголем фон
ради естетика, да се истакне насловот на задача. Исто така може и болдиран да биде наслов. Но се уште Times New формат. Лево, секогаш оди прво името на ментор. Значи, ментор 2 точки, поставете го името на вашиот професор, кој што ќе го биде. Од десно, изработил, да оставите вашето име и презиме. Значи, ова е порамнувањето десно, ова е порамнувањето лево. И централно порамнување ќе ставите месец, да речем март, запетка 2020, запетка Скопје. Това е централното стави. Нема бројка на словната страна. Не смее да биде нумерирана. Никако тоа. Немојте единица да ви се појави тука на по дефолт нумерирањето. Ако треба, ако не можете да се снајдете како да го направите нумерирањето, направете ја почетната страница, ова е првата страница, во друг документ. Така ќе спасите и време и мач. Океј, ова ќе биде на следната страница. Абстракт. Јас на моите ученици им барам да направат абстракт, но вие не морате. Значи, генерално не се бара, но сакам да, ако сте приморани да направите, ќе научите што значи абстракт. Што значи абстракт? Например, ваква ситуација. Наоѓате на интернет некаков труд, некакво проучување и сега треба да го платите за да го сигнете и да го прочитате. Нешто што вас ви интересува. Ама не сте сигурни дали тоа што ќе го платите навистина е тоа што го барате. И сите такви трудови имаат едно делче што се вика абстракт. И што содржи тој абстракт? Замислете вака, во 3 пасуси, во 3 реченици, да упатите најважното од воведот, најважното од главниот дел и најважното од заклучокот. На тој начин читателот ќе го прочита абстрактот и ќе знае што всушност се работи во проектната задача или во трудот. Едноставно ќе има представа дали воопшто чита, дали е за него или едноставно не ги исполнува или очекувањето. Абстрактот се пишува, еве јас може така го објаснувам, извадете ги трите најважни реченици од воведот, од главниот дел и од заклучокот. На тој начин ќе поентирате. Не мора, повторувам, не мора, ова не е задолжително, да се не го бара. Потоа следува содржина и веќе содржината почнува со нумерација. Значи, ако има абстракт, ќе има нумерација. Ако не, ќе биде прва страница содржината, односно број 2 ќе биде. Што опаќа? На една страница се прави содржината, ги опаќа сите наслови, сите точки, подточки во проектната задача. Немојте да правите до трети степен разложување на точки. Например, прва точка не знам што, па после 1.1, па 1.1.1, па 1.1.2. Доволно е, тоа е дури и премногу разложување. Значи, насловите на заглавјата, значи методи и техники. Едно заглавје, па после нека биде резултати, па нека биде, не знам, нешто друго. Значи, се зависи од тоа што е заглавје. Така, нека бидат и ставени, наредени. Содржината се прави на крајот, кога се ќе заврши, тоа менторот ќе го прегледа, и одобри тоа што сме правите содржина согласно бројот на страната каде што се наоѓа заглавје. Вовед, тоа е третата страница, при нумерирањето со арапски броеви. Значи, од тука, па натаму што ќе зборувам, правилата се тие. Значи, важат за сите. Секој нов пасус со тап ќе тргнете празно место. Секој нов пасус или нова мисла. Times New Roman, A4, 1.5 подредување, Justify, тоа на рамно двете страни, маргин нормално, стил на фонд регулар. Не мрдајте од ова, немојте да изведувате италики, чуга. Значи, немојте. Значи, се знае. И сега во вовед што треба да напишеме. Прво, колку да пати воведот? Најдобро и јас мислам дека и најправилно една страна. Немојте повеќе од една страна.
обично, ако се претера со воведот, влегувате во главниот дел, во истражувањето. Значи, воведот нека биде не многу краток, но не и многу долг. Не преде една страна, но не мора да биде полна страна. Што треба да кажем? Причина поради која што сте се нафатиле ова да го истражувате. Што ве испровоцирало, што ве поттикнало, што ве заинтригирало, што е тоа што ви дало мотив ова да го работите. Тоа е вовед. Сакате да го наговестите главно зашто се работи. Која е целта? Да ја запознаете публиката, односно да ја заинтересира. Ако воведот е слаб, никој нема да ја чита содржина. Океј, одиме понатаму. Главен дел. Ова се веќе 4, 5, 6, 7 бројка на страни. Не четврта, пета, значи фактички нумерацијата е четврта. Ако е воведот првата страна од 12, и сега продолжуваме втора, трета, четврта, пета, шеста до 12. Што се треба да има во главниот дел? Се вика методи и техники. Го објаснува и опишува планот на истражување, постапките и техниките на прибирање на податоци. Се она што сте работеле, како сте го замислиле, како сте го искланирале, временски рамки, средства и слично, и како сето тоа сте го спровели. Испитаници, на кого сте го правили истражување, каде сте го правили истражување, од каде сте ги црпели информации, како сте ги црпели информации, дали тоа биле анкетни прашања, тоа биле разговор со надлежни, дали тоа било со официјални барања за извештај, дали тоа било со мејлови и слично. Значи, начинот на кој што тоа сте го направиле, односно како со кои техники сте се послужиле, разговор, интервју, како тоа сте го направиле да бидете до ваши податоци. И секако треба да кажете и како сте ги анализирале податоците. Тоа се методи и техники како главен дел. Следува делот резултати. Значи, ако продолжуваат страниците, тоа зависно од вас како ќе се исполнете. Не можам тука да ви кажам толку страни, па толку страни. Важно е од вовед до користена литература да имате 12 ковни страници со текст. Резултатите, значи, ги објаснувате, ги представувате табеларно, графички, со фотографија, со слика, со график, со скица, на секој начин, за да го доловите добиениот резултат. Што ми е важно овде, секоја табела, секој график, секоја слика, да биде, ова важи за целата, да речеме, проектна задача, да биде именувана и означена со брojка. Ако е ова табела прва, која што воопшто се појавува во проектната задача, ќе биде табела 1, точки, и ќе наведете што значи. Податоци добиени од тоа и тоа. Ако е графикот прв, ќе биде график 1, влијанието на тоа врз тоа. Ако следува следна табела понатаму, ќе биде табела 2 и повторно именување. График 2, слика 1, слика 2. Кирилица. Немојте латиница. Сликата што ќе искористите, графикот што ќе го искористите, ако најдете готов на интернет, да го преведете, да го едитирате, да едитирате сликата и да ставите македонски зборови. Не сакам англицизми, не сакам англиски, не сакам, не знам, руски, бугарски и што не. Значи, сликата, горе, искористете, арнорно ќе наведете каде сте нашле, нема да биде украдена, него ќе биде цитирана, но ќе биде и преведена. Ставите ваши, односно, македонски одлики. Тоа би било за резултатите, односно резюмирање и презентирање на резултатите со резултати. Следува делот коментари и дискусии. Што всушност, зашто всушност станува збор овде? Овде треба да
да се направи компарација, да се направи споредба на она што вие сте го добиле со она што има на интернет, да направите размислување, односно да кажете како загадувањето на воздухот во Скопје е тоа, а исто кав град во Словенија има вода, да направите, да кажете, да направите компарација, да кажете зошто е така. Што мислите вие зошто е така? Тоа е таа дискусија што ќе кажам. Фактички, ако сте поставиле хипотеза дека пак за загадувањето, ќе се фатам на воздухот, дека загадувањето е на градот, на воздухот во градот Скопје е последица на сообраќај. И добиете податоци дека сообраќајот учествува со многу мал процент во загадувањето. Значи, вие треба да ја потврдите, односно да докажете дека вашата хипотеза, дека сообраќајот е загадувач, не е точна. Еве зошто, ова. Значи, тоа е таа коментар, дискусија, дел. Фактички да направите осврт и гласно да размислувате за тоа што сте добили. И на крај доаѓаме до заклучок или резиме. Фактички не е крај, ова е предпоследната страница. Тука ќе биде број 13. Зошто? Бидејќи велам од вове до користена литература треба да има 12, а од вове до тука ова е 11-та страна, но мене ми е 13-та, нели, согласно нумерирањето. Што се заклучоци? Усо, концизно, да се поентира, односно да се дадат предлози и насоки како тој проблем да се реши, односно како тоа решение, таа ситуација да се надмине, ваше едноставно. Може да биде со бројки. Прво ставаме заклучоци, па идеме прв заклучок, втор, трет, четврт, колку и да има. Понекогаш заклучокот ќе ви биде општ, еден генерален заклучок. Па не мора да одите со 1, 2, 3, 4, не мора да барате така нешто. Него едноставно само ќе го напишете текстот на вашиот, да ќе речем, генерален заклучок. Не треба да се распремнувате, значи никој не ви бара полна страна текст. Едноставно да коментирате на вашето издржување. Тоа е заклучок. Користена литература, многу важен момент, бидејќи многу се греши. Уште се вика и библиографија, станува збор за одбележување на сите информации што сте ги нашле по книги и на интернет, а се од некакви истражувања и од некој автор. Треба да ги цитирате, односно таму кај што ги цитирате, да одбележите, а потоа да ги уште еднаш наведете во делот користена литература на последната страница од вашата проектна задача на овој начин. 4 главни точки треба да внимавате, ова и за виднина ви го кажам. Презиме на автор, запирка, иницијал од име, точка. Па во заграда, година, кога е тоа дело, таа книга, таа мисла кажана, загради година, точка. Па оде и насловот на делото, на книгата, на учебникот, на истражувањето, на трудот, можете и талик, тука може и талик да употребите. И пак точка, и оди место и издавач. Скопје, просветно дело, да речем. И еве како тоа изгледа со нови. Пример, Сековски. Ж, професор Сековски Живко, 2009 година, која книга? Биологија за втора година да формираме гимназиско образование, каде? Скопје, издавач, просветно дело, АД. Исто така може и во загради да се стават страниците каде сте го нашли тоа што сте го цитирали. Пример. Може да најдете нешто на интернет, нешто на странски јазик. Тогаш го пишувате во оригинална англиска форма, не преведувате. Па би било Biology, Society, Environment, Health Related Problem, па кога е издадено и на крај ја ставате и го поставувате и линкот до местото каде што сте го нашли, тоа што сте го нашли. И така ги редите надолу, би требало по азбучен ред да се наредат според презимето на автор. Мислам дека ви го доловот моментот за користена литература.
Зошто е ова важно? Тој што го чита вашето истражување ќе сака да потврди некои информации или ќе сака да продлабочи или да доистражи нешто и еве му насоки каде да најде, што да најде, како да најде, да се продолжи со истражување. Ова е поентата на вашата задача. Да начнете некој проблем и да се бараат решение. Прилози. Прилозите се оние документи кои што сте ги користеле за да стигнете до резултати. Тие ќе ги ставите на крајот и не се нумерираат, односно одат како дел прилог. Можете да ги додадете и нив, да го обогатите, проектната задача. Сега, да видим ова со цитирањето и користењето на фусното. Например, додека работите главно во дело со истражување, во дело со резултати или слично, може да треба да употребите некаков податок на некој автор, некој учебник или некоја на интернет и така натаму. Повторно исти редослед: презиме на авторот, година, страница. Односно, додека го пишувате цитатот, вие ќе ви покажам на другата страна како изгледа. Во продолжение ќе ставите во заграда и ќе ги ставите овие делови: презиме на авторот, запирка, годината кога е издадено, запирка, страницата од каде е цитирано. Значи, додека го пишувате делот, што треба да биде цитат, односно е цитат за нешто во вашата проектна задача, кога ќе завршите со кажувањето, односно ќе завршите со информацијата која црпите од негде, ја препишувате од негде, во заграда авторот ќе го ставите, годината и страницата од каде што вадите. Исто така, може да биде и ова, да не биде вака со заграда, туку со фуснота, односно додавање на фуснота, а фуснота како се додава, ќе го пробате ова. Во референците се избира додаде фуснота и кога ќе кликнете, значи вака се. Пишувам, например, текст. Во долниот лев агол се отвара ознака со реден број. Сега, тука сакам фуснота. Додека сум тука, одам во референци, во insert footnote и ќе ми се појави тука единиче. А ова единиче ќе отвори долу на дното на страницата поле, каде што ќе треба да објаснам зашто станува збор. Тоа е фуснота. А сега, ако автор и сега треба да го ставам во заграда, јас тука ставам фуснота, цак единиче и долу пишувам Вилијамс, 1998, 120 до 127. Мислам дека ме разбирате. Значи тоа е фуснота. Еве, уште подетално. Например, велам вака: изборот на насловот за проектна задача е најважниот може во одлучувачкиот дел за успешна работа. Можам да го ставам во заграда, без единица, во заграда и да пишам Алексовски, тоа све. Ама, да не обременувам, можам референци, додаде фуснота, цак единица. И овде се отвара поле. И тука пишувам Алексовски, запирка 2020, како да успешна пребова, од каде сте го нашле? Овој дел. Сега, фуснотата е всушност за да се објасни нешто во текстот, а да не се обремени текстот во смисла да не оди во продолжение, тука едноставно да се извади долу. Па кој не знае да побара, кој знае да не губи време. Например, доколку одберете ГМО, како наслов не сте направили ништо во сега, ГМО. Што е тоа ГМО? Јас би требало да ставам се заграда, генетски модифицирани организми, затвори заграда. За да не го правам тоа, бидејќи некој знае што е ГМО, ќе става фуснота, гледате сега, овде беше единица, сега веќе реди двојка. На секоја страна кога ќе ставате фуснота, колку ставате, така бројката расте. Доле пишувам генетски модифицирани организми. Или уште поточно би требало да биде ГМО, заточки генетски модифицирани организми. На еден
така, прост начин да доловам зашто станува збор. Дали СЗО, дали СИЗИС, дали МИЗИС, нешто, некакви скратеници, едноставно тоа ќе ги опишем. Тоа е правичната намена на пишење. Ова се два начини како да користите писмото и го охрабрувам да го користите. Изгледа многу побогато и правилно проектните задачи. Како да презентирате, стигнуваме до оној за вас попредизвикувачкиот момент. Односно, ќе го опишем целиот процес како да стигнете до проектните задачи. Сега треба, до крајот на месец ноември, да изберете наслов, тема која што ќе работите и да се консултирате со ваш наставник кој што ќе ви биде ментор. Размислувајте широко, не мора еден професор да биде ментор, не може на сите, туку може и интердисциплинарно, нешто што е преобрзано со тоа. Значи, било кој наставник може да биде ментор, но треба да прифати. Значи, вие треба да прашате, не сами да се одлучите и да кажете, вие сте ментор. Откако тоа ќе го направите, имате неколку консултацијски средби, работите заедно, односно вие пишувате, тој ви дава насоп и ви коригира и конечно минимум 3-4 средби да имате и на крај ќе го одобри, ќе ви каже ова е конечен. И тогаш сте завршили проектните задачи, ја предавате при примероци во училиште. Ама треба да спремите сега PowerPoint презентација најдобро, за да го презентирате тоа што сте го работеле. Најдобро е PowerPoint презентација, но не е правило. Можете и без телевизор, без проектор, без компјутер. Едноставно застанете пред публиката и пред комисијата, кажете го тоа што сте го направили и покажете го со примероци, ако има. Не е ништо спорно. И тоа се важи и тоа е многу добро да се направи. Сега, да речем, во PowerPoint презентацијата, ако се одлучите повеќе, треба да има што е многу можно помалку текст. Јас велам и воопшто текст да нема, а да има слики, графици, графикони, скици и слично. Табели. Така да објасните, а не да читате. Значи, вие зборувате на публика, а не на телевизор, односно на монитор или на комисија. Значи, да биде презентација, да ги запознаете сите со вашето спишување. Тоа е презентирањето, односно времењето на проектните задачи. Повторно, не повеќе од 15 минути, може пократко, како сте концизни, зашто да. И делот што ви го ветив предходно, освен емпириско истражување, можете да примените експериментално истражување, дори препорачливо е за нас луѓето од науката, од природните науки, да експериментот биде дел од проектната задача. Која е разликата помеѓу емпириското и експерименталното? Мала разлика генерално само во делот со резултати, односно оно што е резултати во емпириско, овде се експеримент, односно истражување. Што би требало да направите во овој дел? Да го објасните експериментот, односно планирањето, текот на експериментот, активностите, тоа што сте добили како резултат, да го подредите, класифицирате, средите и презентирате во проектната задача. Да ги објасните методите, да објасните условите, да користите шеми, цртежи, примероци, модели и така натаму. Значи, станува збор за така една попрактична одбрана, односно прво истражување, а потоа и одбрана на целиот овој труд. Избор на наслов, нели? Ова ако може така да го наречем наслов. Го напишав наслов бидејќи вие така го викате, треба да подредам наслов за мојата проектна до 30 ноември. Станува збор за тема, станува збор за прашање, односно проблем кој што ќе се истражува. И ова е можеби и најважниот дел од целата проектна задача. Ако овде промашите, ќе ви биде многу тешко, дури јас би рекол и целата проектна ќе ја промашите, ќе ви се сведе на раскажување лекција, што е нула. Не сме да има раскажување на лекција, не сме да има досадна проектна задача, која што е веќе видена и чуена. Ајде како да направиме сега избор. Прво, паѓаме од сопствените интереси. Секогаш на прво место, сопствен интерес.
Немојте да се држите до предметот, бидејќи не знам, така треба или тоа е на цена или слично. Зборуваме за вашите интереси. Не е важно во која тема ќе биде проектната задача, важно е како ќе ја направите. И таа оценка ви се вреднува за попис на факултет. Таа е оценката без разлика за каква тема станува збор. Поаѓате од сопствени интереси, оно што ви интересира, оно што го сакате, оно што ви е предизвик за кога ќе работите на проектната задача да ви биде од задоволство, а не од што морате. Втор битен момент, достапност на информации. Истражете прво. Немојте да отрчате кај наставникот, вие ќе ми бидете ментор, а вие не сте истражиле ништо за вашата тема, оно што го сакате да го работите. Па ќе испадне, немам информации, немам од каде да добијам податоци, ова многу тешко, сега што ќе правам, така натаму, па наставникот да ви ја прави проектната задача. Значи, прво истражувате, дали имате достапност до тоа што сакате да го направите, дали е возможно да се направи, и тогаш подбирате методологија, значи начинот како ќе го направите тоа, дали имате можности замисленото да го спроведете, односно потребното да го спроведете. Ако можете, ако ви одговара, тогаш подбирате таква тема. И најважен е концизна тема. Се расплинувате, ставате општа тема, општ наслов. И потоа се губите во целата приказна. Што треба се да напишам, а не можам се да напишам, бидејќи е 12 страни, а вие сте се пуштиле во раскажување на нешто што веќе е познато. Концизна тема значи само мал сегмент, мало делче од нешто, ама од тоа мало делче да се развие една цела проблематика и да се бара решение. Многу е важно, значи, да се биде оригинален, односно да се даде еден ваш оригинален придонес кон разбирање на нешто, на некоја појава, на некоја проблематика, на нешто што не тангира сите нас во поколението. Сега, ќе ви дадам примери на теми, да видите како тоа вие го правите, односно како треба да се прави. Пример, тема ГМО или генетски модифицирани организми. Ништо. Премногу. Каде, која рамка, што всушност вие истражувате? Зошто истражувате? Која проблематика од ГМО ја истражувате? Што е тоа што ве испровоцирало да истражувате? Гледате, веќе еден куп прашања поставив на кои што вие ќе стискате раменици. Но сосема е различно, доколку темата гласи вака: застапеност на ГМО на македонскиот пазар на храна. Значи сега истражува кои организми, растенија и животни се користат како храна во Македонија. Дали за луѓе, дали за домашни животни. Друга тема: ГМО продукти, алергени. Истражувам што од ГМО организмите, значи од генетски модифицираните организми, како храна може да предизвика алергија и дали држи тезата дека навистина предизвикуваат алергија и други здравствени проблеми. Трета, ГМО, иднина на македонското стопанство. Сега овде треба да дадеме една слика, една замисла како тоа македонското стопанство да извади бенефит од ГМО, од генетски модифицираните организми. Значи, имате навистина едно сегментче од ГМО, ама толку многу можности за работа и да направите една ова проектна. Да речеме ваква тема, марихуана, многу е саката оваа тема, знам. Стандардно, значи, секоја година по неколку души, јас за марихуаната, Што за марихуана? Што марихуана? Ке ми раскажуваш дека е растение канабис сатива вариетет индика, дека изгледа вака така, не знам како. И што, мислам, тоа е веќе се видено, се чуено, нема ништо ново. Но, сосема различно е ако ставите вакво нешто. Злоупотреба на марихуаната кај средношколци. Сега може да ја искористите. Примерот за тестирање, тоа ќе бидат учениците. Па во различни возрасти, па ќе им дадете прашалници, па ќе им дадете анкетни листови, преку формс, преку онлайн тестирање. Дали анонимни, какви да се разговори, и вие ќе направите прекрасна
проектна задача со истражување за тоа колку марихуаната се злоупотребува, повторувам, помеѓу вас, средношколци. Или уште една тема, исто интересна, употреба на марихуаната во терапевтски цели. Значи, делче од тоа со марихуаната, ама сега се насочувам каде да ја употребам во терапија, односно како се употребува, па ќе дадам и идеи за во иднина, за нашето стопанство, како тоа да искорине. Знаете како станува се посериозно и посериозно. Да речеме ваква тема, бубрек. Значи, ова сум го сретнал. Еден ученик порано ми вели вака: професоре, јас имам кај вас, вие сте ми ментор, имам тема бубрек. Викам, јас прв пат тебе те слушам, дека јас сум ти ментор. Значи, нити си ми кажал, нити си ме прашал, а си пишал дека сум ти ментор. Бубрек тема не може. Што ќе ми кажеш? Два бубрега, десно и лево, па десниот е подоле, левиот е погоре. Се создава мочка, мислам. Која е поентата на твоето проектно? Но сосема е различно ако имате ваква тема. Причина за појава на каменчиња кај во бубрезите, кај населението во Кушевскиот регион. Видите сега каква разлика има во поставувањето на темата. И тука има и што да се истражува. И да ставите што се каменчиња, кои се причините, зошто се појавуваат повеќе кај овие луѓе, која е причината за ваква да појава и така. Значи, да се истражува на интернет, да се бара од здравствени домови информации или анонимни и така. Тема спорт и здравје. Гледате, сум фатил неколку различни теми од различни области, чисто да детолувам како тоа греши. Спорт и здрав живот. Што имаш ти за фудбал? Што имаш ти за хокеј и така натаму? Ама што за фудбалот? Мислам, се знаеме за фудбал, така. Но сосема е различно ако се даде некаква граница, например, успешен тренинг и временска ритмика. Што истражува? Ритмиката на тренингот. Колку, како, каде, зошто, кои возрасти како, кои вежби како и така натаму. Да дадете на слушателите информации како треба да вежбаат, колку да вежбаат, што е правилно, што е погрешно и така натаму. Или друга тема, јогата во терапевтски цели при деформитети на телото. Ај се за јога. Значи не е темата јога, ама темата е како јогата да се употреби во терапија, во вежби. Квалитет и квантитет на исхрана и спорт кај тинејџерите. Еве уште едно истражување, повторно со анкетни листови, со прашалници и така натаму. Да направите, па после ќе направите графици, ќе направите ние пити со проценти, кој колку што јаде, како јаде и така натаму. Тема срце. Ништо. Срце. Општо. Што за срце? Болести на срце и тоа е општо. Физиологија на срце. Општо. Анатомија и физиологија на срце. Катастрофа. Но сосема е различно. Стрептококни инфекции, причинители на деформитети на срцето. Кај македонски деца. Тука веќе имаме нешто да го и неправилна исхрана кај средношколците, услов за срцеви проблеми во иднина. Повторно за брза храна, така натаму. Тема економија, ајде се отидов во економија. Иако сум биолог, ја разбирам нешто од економија. А може би и не разбирам, ама чисто да доловам мене. Тема економија е премногу широко, тоа е предмет, тоа не е тема, но може да биде ова кредитна политика на македонските банки по последните 30 години. Ајде сега да видиме споредбено што се менувало во кредитната политика. Или стабилност на денарот, проекција за идните 20 години. Ајде да би ваква идеја, видиш како размислувате во врска со моќта на денарот и како тоа ќе се одвива во иднина. Највеќе што вразам, што за момент може да ме свести, е овој муабет од ученици. Професоре, ќе треба добро да се ја научам проектната задача. Мислам, што ќе учите? Тоа е ваше дело, вие сте го направили, вие го знаете тоа, нема што тука да се учи. Да, треба да научите ако земете готова проектна задача, која што е имбецилска, која што вие ќе ја раскажете.
Тоа е катастрофа. Сосема е различно ова. Дечки, сами направите. Немојте да подлегнувате под вакви или такви шаблони. Еве, додека сме тука, ќе спомнам еден мој ученик, Теодор, ќе го поздравам, може ќе гледал видеото. Он имаше проектна за хоки. Тренираше хоки, значи имаме и хокејарски тим во Скопје. И вели, професор, јас би правил за хоки, бидејќи нели тоа го работам како знам за себе. Како да го направам? Тео за хокеј знае. Општи правила не игра, не знам што мерки овој. Направи нешто што не знае. Што професор? Истражи за хокејот. Од која година? Како во Македонија? Истражи за хокејари, да видиме што се случило. И конечно донесени да видиме како изгледа тоа палка, тоа пак, нели, опрема, дрес, што и да е. Значи, тогаш ученик, сега е веќе возрастен човек, што направи? Направи историски преглед на сите хокејари во светот, кои што имаат потекло од Македонија. Излегоа многу шампионски имиња, луѓе кои што играле хокеј во минатите 100 години нели во Канада и Америка и се значајни имиња за тој спорт. За презентација донесе хокејарски пак. Прв пат во животот ние од комисијата видовме такво нешто и повеќето од публиката. И бевме запрепастени. И тоа беше вистинска, права проектна задача. Со сите највисоки оценки. Тоа сакам да го постигнем. И на крај, согласно на проектната задача, Usus est optimus magister. Искуството е најдобар учител. Стискајте subscribe, следете следни видеа. Поздрав!